Дел од оние што синоќа беа сведоци на трагедијата кога камион влета во преполн Божиќен пазар во Берлин, при што загинаа најмалку 12 лица, а 48 други биле ранети, изразуваат загриженост за нивната безбедност. Од германското министерство за внатрешни работи велат дека најверојатно станува збор за терористички напад. Warum? Weil, naja, man weiß nicht mehr, ob man sich sicher fühlen soll in Berlin und ob es einen Grund gibt, sich noch sicher zu fühlen und ob man hier den Menschen, den Sicherheitsleuten überhaupt noch vertrauen kann. Also kann ich zumindest das nicht mehr. Со овој сведок на наставно се согласуваат и другите кои во тоа време беа таму. Еден од нив не ја крие шокираност. Aber heutzutage ist es leider, sage ich mal, fast Alltag geworden, weil du liest jeden Tag irgendeine Scheiße in den Nachrichten und immer sterben Menschen, ob es in Aleppo ist oder ob es hier in Deutschland. Германската полиција соопшти дека има приведено едно лице, а отисовозачот починал во ударот на камион врз луѓето на пазар. Националноста на осомничениот возач кој избегал од местото на чинот е непозната, а се претпоставува дека тој го украл камионот од едно градилиште во Полска. Германските медиуми, цитирајќи ги локалните власти, јавуваат дека уапсениот бил од Афганистан или Пакистан и оти во Германија влегол во февруари годинава. Ich weiß es nicht. Also von Glück kann man reden, weil ich bin sonst fast jeden Abend da und heute auf einmal hatte ich Spätschicht und das ist schon Glück, oder? Naja, ich wünsche auf jeden Fall jedem das Beste und wir müssen halt wissen oder schauen, was jetzt demnächst passiert. Снимките од местото на настанот ги евоцира спомените од сличниот таков напад во Ница, Франција, кога во јули годинава човек роден во Тунис влета во тамошното преполно шеталиште. Загина 86 луѓе. Во Германија досега немаше напади од големи размери од исламските милитанти, како во соседните Белгија и Франција. Имаше некои помали напади за кои одговорност ја презедоа милитантите на исламската држава. До инцидентот во Берлин дојде откако пред еден месец американскиот Стейт Департмент советуваше на предпазливост на пазарите и на други јавни места, наведувајќи дека екстремистичките организации, како Исламската држава и Ал-Каеда, биле фокусирани врз сезоната на празници. Германските власти соопштија дека земјата која лани прифати околу 900.000 мигранти, повеќето од Блискиот Исток, лежи на крстосницата на тероризмот.